Добро вечер, почитувани гледачи, од студиото на телевизија Канал 21. Најново издание на политичкиот магазин Во фокусот. А во фокусот, како што е веќе познато, јас би рекол и нормално, што ако не локалните избори 2013. Сето она што се случуваше во првиот круг на државно ниво, меѓутоа најмногу и на локално ниво, сите оние комбинаторики што ги очекуваме, ако може така да се каже, до вториот круг 7 април, кој е повторно гласањето за градоначелник на општина Велес и сите оние актуелности, ставови и размислувања во делот на локалните избори. Токму на оваа тема во денешното најново издание на политичкиот магазин Во фокусот разговарам со господинот Илија Димовски, пратеник во македонскиот парламент. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Господин Димовски, би сакал најнапред во првиот дел од емисијава да проговориме или да ги слушнеме вашите ставови во делот на сето оно што се случуваше за време на првиот круг. Гледано како искуство, гледано како новина во делот на она што представува придржување кон европските стандарди за одржување на овој вид избори и, ако сакате, на крајот, која е пораката? Блиску ли сме, далеку ли сме сега до Европа во делот на фери, коректното и демократското спроведување на изборите? Апсолутно, јас на неколку наврати после одржување на изборите потенцирав дека ова е успех за сите граѓани на Република Македонија во една таква интензивна и наелектризирана политичка ситуација каква што имавме во последните неколку месеци. Македонија успеа да организира и граѓаните успеа да учествуваат во исклучително фери демократски избори со многу ситни забелешки за многу мал број на избирачки места, многу помал број на избирачки места отколку на било кој досегашни избори. Истата ситуација, истата атмосфера беше во нашиот град, како по традиција Велес многу културно, многу на ниво ги доживеа и ги спроведе изборите. Тоа е апсолутно и во согласност со изјавите кои што ги има сите меѓународни представници во Република Македонија, но и од странство. Видовме дека Стејт департментот ги поздрави изборите, Европската унија ги поздрави изборите. Генералниот заклучок е дека Македонија успеа во тој прв круг да покаже дека е функционална демократија во која што функционира системот. Апсолутно тоа ќе биде позитивен дел од извештајот на Европската унија за нашиот напредок кон членство во нејзе. Во неделна вечера и во некаде до пладневните часови во понеделник имаше многу дилеми околу ставот на Државната изборна комисија во делот на третманот, ако може така да се каже, на неважечките ливчиња, за разлика од претходните избори. Сега една нова ситуација која што многу не делуваше или не придонесе одредени градоначалници да го условно речено изгубат првиот круг, па да мора да трчаат нова трка за вториот круг. Се случи во неколку општини, меѓутоа она што е најинтересно, ако може така да се каже, во поголем дел од случаите всушност ВМРО ДПМН и коалицијата е она која што го изгуби од првиот круг. Значи, имаше разлика помеѓу законската норма, која што вели дека за да победи некој во првиот круг треба да има повеќе од половина од вкупниот број на гласачи кои излегле на гласање. Значи, ако излегле 13.000, треба да има 15.001 глас. Ако излегле 40.000, треба да има 20.001 глас. Во многу градови во Република Македонија имаме втор круг, заради тоа што не е постигнат тој цензус. Иако морам да потенцирам дека толку голем број на општини во кои што се одлучи во првиот круг досега во Македонија немало. Практично 50 на општини, од кои 40 ги доби ВМРО ДПМН, 2 СДСМ и 7-8 ДУИ завршија изборите во првиот круг. Она што е интересно да се потенцира, например, Бутел, Битола, Кочани, Кавадарци, разликата помеѓу кандидатите на ВМРО кои што таму водат и кандидатите на СДСМ е во илјадници гласови, во повеќе илјади гласови, но во тие општини имало и трети, четврт посериозен кандидат, имало и неважечки ливчиња и практично се дојдовме во ситуација во Битола со мањак од 200 гласа, но разлика од 5000 гласа да има втор круг. Во Бутел уште за 50 на гласа станува збор, а на оние места па каде што СДСМ води, тоа се 10 општини во Република Македонија, разликата е премала. Значи, Велес е многу помало од тоа што беше пред 4 години, има неколку други
во Богданци е разликата исто така на 200 гласа сведена. Така да, мислам дека тој проблем кој што настана во софтверот на Државната изборна комисија многу брзо се отстрани и јавноста си го доби практично за еден ден, си доби точната информација. Така, на денот на изборите вечерта вие бевте оној, ако може така се каже, гласноговорник, кој што од време на време ги држеше пресконференциите и ги кажуваше резултатите од аналитичкиот центар на ВМРО-ДПМН. Искрено речено, ви изненади ли тоа што Црвенковски не ви честита вечерта? Ви изненади ли ставот кој што го кажа некаде после 21 или 01 часот, кога најголемиот дел од новинарските екипи веќе беа забинати? И каков е вашиот коментар токму на тоа? Апсолутно не изненади. Ние впрочем и пред да се одржат локалните избори во многу наврати потенциравме дека СДСМ ќе ги изгуби изборите и дека тие припремаат сценарио со кое што не сакаат да ги признаат локалните избори. Не беше за нас изненадување. Исто така сме значително охрабрени од резултатите, заради тоа што граѓаните на Република Македонија покажаа дека не можат да бидат излажени со празни зборови и со лажни ветувања и дека граѓаните на Република Македонија знаат да направат разлика помеѓу политичари кои работат и кои што зад себе оставиле дела и политичари кои што тоа го нема. Резултатот, победата на ВМРО-ДПМН беше очекувана, да бидам искрен. Разликата во гласовите помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ не беше очекувана до тоа ниво кое што ние очекувавме дека ќе бидеме пред нив, но не очекувавме дека на градоначалничките листи ќе бидеме со 150.000 гласа пред нив, на советничките листи ќе бидеме 115.000 гласа и не охрабри дека тоа е тој правец по кој што треба да се движиме и во иднина, дека граѓаните тоа го бараат, токму политичари кои што знаат да работат и кои што оставаат дела зад себе, а ги казнија сите оние политичари кои во последните 6 месеци со внесување на хаос, со внесување на проблеми, на кавги, бојкоти, блокади, се обидуваат да наштетат на нормалните процеси, на нормалниот живот на граѓаните. Господин Димовски, и се случи интересен момент кој што во анализите покажува нешто сосема друго, а тоа е можеби неземањето честопати, барем би рекол на луѓето кои што и толку и не мора да ги знаат тие работи, а да еве зашто се работи. Се работи за неодамнешното почистување на избирачкиот список визави сега пак поголемата процентуална излезеност на граѓаните. Тоа донесе една нова ситуација. Значи ние Република Македонија со согласност на сите политички партии донесе одлука Државната изборна комисија да го прочисти избирачкиот список и да ги отстрани сите оние кои што се на избирачкиот список, а немаат биометриски документи, заради тоа што законот за лична карта и за другите документи вели дека секој граѓанин мора да се намали бројот на запишани избирачи за 7-8%. Тоа следствено значеше зголемување на излезеноста во самиот стат. Ако предпоставиме дека поголемиот дел од тие луѓе кои што немаат биометриски документи не живеат во Република Македонија, што е најчест случај по Италија, по Германија, по Америка, по Австралија, а се граѓани на Република Македонија и доколку би биле тука би имале право на глас, тоа значи дека всушност ние го доведовме нивото на излезеност на едно нормално ниво, без да ги имаме тие гласачи како терет, поради тоа што тие и воглавно ми никогаш не гласале, не се во Република Македонија. И затоа ние во првиот впечаток, без да го знаеме ова, зборам за општата јавност, ни се виде дека излезеноста е како никога до сега, но е сосема нормална и во рамките на очекувањето. Така беше и во Велес, меѓутоа нешто подоцна во делот на локалните избори, особено во Велес. Сега би сакал да разработим уште една интересна теза или состојба, ако сакате, која веќе е реалност, без разлика на резултатите од вториот круг на гласање, односно на тоа што може би, односно се очекува во најголемиот дел од општините, повторно се случи оно што се случи со првиот круг од изборите. Картата на покриеност на општините е горе-долу онаа што, ако можеме така, може би сега ќе биде за некои проценти повеќе во интерес на ВМРО-ДПМН. И тоа што се случува сега? Се случува една сосема друга работа, еден макотрпен период чином
за партијата која на еден начин има доминација во советите и како градоначалници во општините. Повеќе од сигурно добрите познавачи на политиката веднаш почнуваат со тезите и со анализите дека тоа ќе представува уште поголем терет за ВМРО-ДПМН, кој што предпоставувам ќе само од себе ќе бара во делови преструктурирање, по осовременување, ако може така се каже, на методите на деслување, бидејќи одговорност е поголема. Да, сосема тоа. Одговорност е многу поголема. Видете, ние во принцип и досега раководевме со голем број на општини во Република Македонија. Опозицијата имаше 7. Веројатно крајот на изборите ќе покаже дека опозицијата ќе нема ни 7 општини, што значи дека ВМРО-ДПМН повторно ќе носи огромен терет. Но ВМРО-ДПМН како партија покаже во минатите 10 години дека постојано се менува и се надоградува. Земете, само помислете во овие 10 години во нашиот град, тоа граѓаните така најдобро ќе не разберат. Колку нови личности се појавија на политичката сцена од ВМРО-ДПМН. Како кандидати за советници, неколку пати имавме нов председател на општинскиот комитет во ВМРО-ДПМН. Имавме различни пратеници, че беше Петров, јас, Коджо Башиев, предходно беа председатели на општинскиот комитет. Еве сега на листата имаме значителен број на нови лица на раководни позиции во градот, се поставени нови, млади, амбициозни кадри. ВМРО-ДПМН знае да го оцени моментот кога треба освежување. Кога господинот Чедиев ќе биде избран за градоначалник, кај нас веднаш ќе започне процедура за избор на нов председател на општински комитет, што значи господин Чедиев како градоначалник нема да веќе да биде и председател на општинскиот комитет. Веднаш ќе имаме уште еден човек нов од целата структура и таа надоградба кај нас внесува и нови идеи, нова амбиција, нова креација, има надпревар. Тој надпревар внатре во ВМРО-ДПМН е тоа што нас не држи постојано ангажирани. Нормално е да секој да сака да постигне резултати. Кога има таков надпревар, сите се трудат. И има подобри резултати. И за себе како политичари, но пред се тие резултати имплицираат подобри резултати за средината во која што работат. Ние како партија сме многу свесни. Сега и бројот на советници секаде во Македонија се зголеми. И во нашиот град во 2009 освоивме 11 советници, сега освоивме 12 советници, односно апсолутно мнозинство во Советот на општина Велес, што значи дека ја носиме одговорноста и знаеме дека многу внимателно мораме и да си ги провериме и грешките каде што сме ги правеле до сега, да видиме каде недоволно сме се ангажирале, кои се по линијата кај што граѓаните очекувале повеќе и многу посериозно и многу поодговорно да се посветиме на таа работа. Заради тоа што и нашиот град и нашата држава покажа дека единствена опција во која што гледа реална перспектива и надеж дека може да се подобрат ситуациите во ВМРО-ДПМН и ние сме свесни дека немаме нити простор, нити џокери таа надеж на граѓаните да ја злоупотребиме или да ја изманипулираме. Затоа ви кажав, веднаш после локалните избори ќе настане и големо преструктурирање во Велес, без разлика што еве во првиот круг се сметаме за победници на советничката листа, во вториот круг повеќе од сигурно ќе победи нашиот кандидат за градоначалник, господин Славчо Чедиев, без разлика на позитивните резултати, исто како и минатите години кога сме победувале, веднаш после избори ВМРО-ДПМН се преструктурира, тие што покажале ангажман, тие што покажале работа, што покажале резултати, ќе имаат можност да напредуваат, тие кои што послабо се посветиле, нормално ќе добијат други позиции или други одговорности кои што нема да наштетат на граѓаните и тоа е тоа што не држи во кондиција. Така, ги очекувавте ли, изненадија ли резултатите во општина Карпош и општина Центар? Не. Генерално ние, ви кажав, ние победивме во повеќе општини во првиот круг отколку што ние оптимистички се надевавме и победивме со поголема разлика. Да, меѓутоа специфична општина Центар. Општина Центар е специфична. Таму секогаш гласањето практично се сведува на втор круг, некогаш и на трет круг. Знаете дека во општина Центар генерално популацијата е повозрастна генерација на луѓе кои што имале добри позиции во претходниот систем, луѓе кои што малце повеќе со симпатии гледаат на старите времења, па тие времења си ги поврзуваат со левата опција, со СДСМ сега. Да. Иако
Нема врска едното со другото, но нормално е тие луѓе да постапуваат така. Така да, од тој аспект, тој резултат, вториот круг во општина Центар за нас е позитивен, од аспект дека ние на таа идеологија на тие луѓе кои што нема реална основа од денешницата, но си ја носат од старите времења, се спротивставивме со реални дела направени во општина Центар и генерално во Скопје и практично се сведе на пата со односи во Не случајно ви го поставив ово прашање за Центар. Хипотетички, доколку се случи нешто што вие не очекувате практично се случи, победа на опозицијата во општина Центар, ќе дојде ли во опасност или во неизвестност или довршувањето на проектот Скопје 2014? Не, тој проект е во практично завршна фаза. Така. Спомениците тие што беа планирани веќе се поставени. Изградбата на голем број на згради кои што ќе ги користи јавната и државна администрација во практично завршна фаза, музеите се завршени, црквата Свети Константин и Елена во центарот на градот веќе е практично доведена на ниво на комплетирање како карабина, така да не верувам. И знаете, многу е лошо ако политичари одат со намера да запрат градби. Заради тоа што државата во минатите 20-30 години плаќала огромни кирии на газди кои што станаа во транзицијата на општествениот имот, за да бидат сместени државните институции. Се наместо тие кирии да се плаќаат на приватни луѓе, државата одлучила да ги вложи во градежништвото. На тој проект работеле неколку илјади луѓе, работници, инженери, добавувачи, репроматеријали и така натака. Тие фамилии, меѓу кои многу од нашиот град во градежните фирми учествуваа во таа изградба. Тие луѓе добиваат плата заради тоа, многу фирми снабдуваат плочки, снабдуваат ПВЦ прозори, снабдуваат кабли, сијалици, цигли, малтер, песок, цемент и така, керамиди, покривни конструкции, водоводни цевки, сето тоа го произведуваме во Македонија. Тие фирми исто така имаат вработено и практично ако тој проект или градежната офанзива која што ја прави владата во нашиот град, со Рамина, со реконструкција на болниците, со изградбата на новиот театар, со многуте патишта околу Велес кои што се реконструираат, ако тоа се запре, тоа значи дека сите кои што се вработени во градежната оператива ќе треба да останат без работа. Од нашиот град има неколку приватни големи фирми, да не ги наречам компании, но фирми, кои што учествуваат со многу своји работници на градежни работи и во нашиот град, и во Скопје, и во Штип, и во Прилеп. Тие луѓе добиваат плата благодарение на тоа што државата од буџетот ги исплаќа. Секое запирање на градежни активности од државата значи пат на градежништвото, а градежништвото знаете дека е основен столб на кој што се држи целата економија. Ајде да се вратиме на локално ниво, само пред да проговориме за случувањата овде во Велес за време на првиот круг и она што ќе представува кампања или водење на кампања до 7 април, со оглед на фактот што сте член на потесното раководство на ВМРО-ДПМНЕ на ниво на Македонија и член на извршниот комитет, меѓутоа и изборниот штаб, нели? Кои се првични впечатоци или мислења во анализата кога е во прашање Велес и првиот круг од локалните избори? Размислување на ниво на партија, генерално. Тие луѓе кои што сме од Велес поинаку ја согледуваме состојбата заради тоа што тука живееме. Значи, јас иако работното место ми е во Скопје, многу од своето време го поминувам во Велес и во работен термин, но генерално практично нема ден да не сум низ градот, да не се сретнувам со луѓе, да немам средби со граѓани, да немам разговори. Мене ми беше совршено јасно дека у принцип вака ќе се одвива состојбата во Велес. Јас тоа и го најавив, впрочем. Мислам дека токму кај вас во емисија, иако другата страна, кандидатот на СДС Маце Коцевски и тие најавуваа дека во првиот круг не знам колкава победа ќе остварили и така натака. Генерално за мене беше многу очекувано ваквиот развој, заради тоа што во Велес ВМРО-ДПМНЕ е организирана партија во која што се вклучени огромен број на луѓе, во која што се вклучени огромен број на исклучително квалитетни луѓе, кои што градот ги препознава како водечки во својата област. Јас би кажал вака,
ако размислите кои се водечки луѓе од областа на уметноста во нашиот град, ќе сватите дека сите се дел од партиската структура на ВМРО. Ако размислите кои доктори, кои здравствени работници се најдобри во нашиот град, ќе сватите дека буквално сите се дел од тимот на ВМРО. Ако размислите кои актери се најдобри од нашиот град, повторно ќе видите дека сите се дел од ВМРО. Ако видите инженери, правници, адвокати, тие што имаат висок кредибилитет во нашиот град, пак ќе видите дека се дел од ВМРО. Во исто време, јас сум многу рационален и знам дека имаме одредени слабости кои што не сме успеале навреме да ги решиме во минатиот период, но покажавме спремност да се менуваме, да се подобруваме. Друга страна, за господинот Коцевски постоеше цело ова време некој мит дека бил успешен градоначалник. Дека била добра општина, дека тој бил градоначалник. Но ние успеавме да покажеме и да докажеме дека не е така. Не е најдобра општина таа општина во која што водата се поскапува за 210%, во која што се рушат времени објекти каде што луѓето заработуваат, во која што се рушат куќи, општина во која што нема редовно снабдување со вода, општина во која што се изгубиле 10.000 работни места. Така да генерално од тоној првичен впечаток од пред 3-4 месеци, 6 месеци кога Коцевски беше промовиран за кандидат за градоначалник од опозицијата во Велес, кога сите мислеа дека Коцевски ќе биде избран, јас бев убеден дека нема да биде така. И сум убеден во овој момент дека во вториот круг ќе победи господинот Славчо Чадиев заради тоа што човекот е многу попргав, многу подинамичен од господинот Коцевски, многу поприсутен во градот. Практично тој кога не беше кандидат за градоначалник, немаше настан на кој што не е присутен, нема човек во градов кој што не дошол во контакт со него, на улица застанува, се јавува. Мене ми се има јавувано стотици пати за да помогнеме за некој човек, негде него примале во некоја институција, па да отвориме врата во Скопје, да пратиме на доктор некого во катастар некого. Значи, станува збор за комплетно различни личности по карактер. Јас сум еден од ретките луѓе во градот кои што работел и со едниот и со другиот. Бев советник додека беше Коцевски градоначалника, Чадиев ми беше колега краток период во советот, но долги години заедно соработуваме во партијата. И знам дека како профил на луѓе се многу различни. Коцевски е многу покрут, многу по-свој, во смисла кој ќе реши тој нешто само така или кој многу мал круг на луѓе со кои што би се консултирало. Од друга страна, Чадиев е тимски играч и во целата кампања тој покажа дека излегува со голем тим на квалитетни луѓе. Тоа е едниот аспект. Другиот аспект е тоа што мнозинството во Советот го освои ВМРО-ДПМНЕ. И не би сакал јас да го гледам нашиот град во ситуација мнозинството на Советот да е на една страна, градоначалникот да е на друга страна. Ако ми дозволите кратко да објаснам на граѓаните што ќе значи тоа. Мнозинството во Советот на советници се избрани со една програма. Тоа е програмата на ВМРО-ДПМНЕ. Градоначалникот, ако биде избран со друга програма, тој ќе има колизија на програми. Ќе има колизија на програми и колизија на ветување на луѓето. Значи, нашите советници, Колев, Јовиќ, Петре Саздов, Нада Трајкова, Ангел Димов, Чуповска и ред други, добиле поддршка од граѓаните врз база на одредени проекти кои што ги ветили. Господинот Коцевски си има друг план за работа. И сега што ќе се случи? Коцевски ќе предлага една работа, Советот ќе гласа друга работа, Коцевски нема да ја извршува таа работа. И ние ќе го доведеме градот, без разлика на поддршка од влада, имање, немање и така натака, ние ќе го доведеме градот во ситуација да има колизија во функционирањето. Кога веќе Советот е избран од ВМРО-ДПМНЕ, многу попаметно би било и градоначалникот да биде од ВМРО-ДПМНЕ за да не го доведуваме градот. Или уште еден пример. Што ќе значи тоа во функционирањето на јавното комунално предпријатие ДЕРАК? Според законите во Република Македонија, со јавното комунално предпријатие Девен раководи управен одбор. Управниот одбор го бира Советот на општината. А извршната функција ја добива директорот на јавното комунално предпријатие, назначен од градоначалник. И сега хипотетички, ВМРО-ДПМНЕ ќе го избере управниот одбор на јавното комунално предпријатие Дервен. Коцевски ќе го избере, не знам, може би Пецо Стојановски, може Дејан Гавазов, тие имиња ги слушам во градов, иако мене лично многу ме разочаруваат ако тоа е изборот на Коцевски. Ќе се доведеме во ситуација, директорот на јавното комунално предпријатие Дервен ќе не може ништо да направи без одлука
на управниот одбор. А цехот ќе плаќаат граѓаните. А управниот одбор ако носи одлуки, директорот може да не ги спроведи. И тоа ќе создаде, не дај Боже, велам, нели, ќе создаде една коализија во функционирањето и во училиштата, каде што управните одбори повторно ги бира советот. Ќе создаде една коализија во функционирањето. Коцевски покрај тоа што по природа е сам, тој ќе биде и понатаму сам. Нема мнозинство во советот, нема да може да направи тим заради тоа што не излегуваат некои видни луѓе да го поддржат, не излегуваат луѓе кои што нешто значат во нашиот град. Дополнително тој и Црвенковски се заканија дека секоја општина на СДСМ ќе биде бастион кој што ќе работи против владата на Република Македонија, и ние градот ќе доведеме во една ситуација да биде заложник на еден човек. Наместо да влеземе во нормалниот тек на работите, како што се случува секаде во Македонија, Прилеп, Битола, Штип, Кочани, Делчево, Крива Паланка, во Куманово ете води ВМРО ДПМНЕ, во Охрид победи ВМРО ДПМНЕ, како што и кажавме на претходната емисија. Ние заради еден човек ќе го ставиме сето тоа во ризик. И затоа јас сум сигурен дека нашиот град ќе знае да процени дека тоа е времето на Коцевски е одамна завршено. Човекот имаше 2 долги мандати, 9 години беше градоначалник, све што можеше и све што знаеше, мислам дека е сосема доволен период од 9 години да покаже. Јас лично и многу луѓе во градот не се задоволни од тие 9 години. Ние 9 години за градот ги потрошивме на фарбање фасади, на 2 фонтани, на неколку тротоари, а 9 години другите градови Прилеп стана од една практично полурурална, да не се изразам погрешно, но искрено и реално, една полурурална општина, Прилеп стана еден центар во Македонија и во културна, и во урбанистичка, и во цивилизацијска, и во економска смисла. Денеска дури беше најавена соработка помеѓу општина Прилеп и општина Велес. Апсолутно, ние сме многу благодарни на господинот Ристевски, тој е еден од најдобрите градоначалници во Македонија, впрочем си победува 3 пати поред во прв круг. Прилепчани му даваат поддршката незабадијава. Таму има отворено и успешно функционираат неколку економски зони, целиот град е урбанизиран, практично и да нема улица која што не е асфалтирана. Нашата цел како Велес, како тим на ВМРО ДПМНЕ од Велес е успешноста на општина Прилеп да ја користиме како пример што треба да се работи во Велес. Особено во делот на користењето на ИПАРД програмата, фондовите. Европските фондови тие добија 10 милиони евра како град за реконструкција на водоводната мрежа и за копање на бунари за вода, но не ја поскапија водата. Коцевски доби кредит од Светска банка, но ја поскапи водата за 210%. Дополнително Прилеп е еден од најуспешните градови во смисла на урбанизација на нови површини, каде што ќе има продажба на плацеви за изградба на стамбени објекти, на куќи, но и на фирми. Прилеп е еден од градовите кои што најубаво го уреди својот централен дел. Прилеп е еден од градовите каде што најбрзо се изврши легализација на дивоградбите. Ние имаме комплетна согласност и поддршка од господинот Маријан Ристевски, градоначалникот на Прилеп, да на одреден период тој и неговите стручни служби да доаѓаат во Велес и нашите од Велес да одат во Прилеп и да ни ги пренесат искуствата кои што ги имаат како општина. Таква соработка планираме после изборите да воспоставиме со уште неколку општини во Република Македонија, истото го планираме со Битола. Истото го планираме со општина Аеродром во Скопје, која што е исто така исклучително успешна. Јас лично и господинот Чедиев сме разговарале со сите тие градоначалници, луѓето стојат целосно отворени и тие и нивните тимови да доаѓаат во Велес и да ни помагаат да ги забрзаме процесите. Еден сосема друг вид на кампања. Сега пред вториот круг, тоа е забележливо веќе изминативе неколку дена, надвор од тоа што ден-два требаше време да ги анализирате сите оние можеби негативни, можеби позитивни искуства од првиот круг и нормално да изнајдете начини и форми, време и простор за делување во овие престојни десетина дена. Што тоа ќе се случува најмногу во Велес, оглед на фактот што го гледам веќе забележуваме медиумската кампања не е толку агресивна, како што беше и што во крајен случај тоа е дел од вашите планови и сето оно што го размислувате во делот на успешноста нејзина во насока на давање на исклучително добри резултати. Како тоа сега ќе биде во овие 10 дена? Значи, оно што ние ќе бидеме сконцентрирани овие денови е... Очигледно митинзите ги нема, тоа е Да, тоа е веќе
работа која што беше завршена во првиот круг, мислам дека сите граѓани кои што имаа желба да не чујат, да не видат на таков директен начин го направија тоа. Во овој период сме посветени нашиот кандидат за градоначалник и избраните советници одржуваат помали средби со граѓани из нашиот град, разговараат за реални проблеми, за проблеми кои што ги имаат секојдневно нашите граѓани, разговараат за програмата, за концептот на работа, за тимот кој што ќе раководи општина Велес и така натака. Втора работа е, сакаме да покажеме што планираме и како планираме да работи општина Велес под мандат на господин Славчо Чодиев и мнозинството во Советот, затоа и средбата со господин Ристевски беше наредните денови исто така ќе сакаме да покажеме што е тоа. За оние проекти за кои што мислиме дека недоволно имавме простор во тие малку 20 дена, а мислиме дека се значајни за нашиот град, исто така во овие денови ќе посветиме внимание. Се надеваме, ние максимално ќе вложиме труд кампањата да биде мирна, да биде фер, да биде кампања на аргументи, да не биде кампања на навреди и омаловажување, иако често веќе почнува да се случува од другата страна. Знаете, кога ќе нападнат, да не напаѓаат за аргументи или за реални факти, туку да напаѓаат на лична основа. Знаете, тоа веќе покажува сериозни знаци на нервоза. А и нивото? Нивото повеќе од тоа. Велес сепак еден град кој што треба да представува центар, некој своевиден центар, културен, интелектуален, така бил, така му е достоинствено и да биде во... Има еден интересен момент кој што се случува првпат на овие локални избори, како генерална опредба на коалицијата на чело со ВМРО-ДПМНЕ, значи коалицијата за подобра Македонија, во делот на кампањата, а тоа е речи си можеби и никако учествување на кандидатите во медиумите, на дебатни емисии, на ТВ дуели и слично, што барем во Велес најде на многу реакции од другата страна. Зошто тоа Чодиев не излегува на дебата или односно дуел во една од телевизиите со Коцевски, зошто носителите на листи не излегуваат едни против други, па да се видат со силата на аргументите во очите на јавност и слично. Меѓутоа, според моите анализи, според сето оно што го следам како кампања на ВМРО-ДПМНЕ, една од одликите, ако може така да се каже, и карактеристиките тоа што дури на ниво на Македонија никаде не ги прифативте овие форми на медиумски начин на реклама, што порано беше многу често, значи тоа е како новина. Видите, или ваша некоја анализа. За жал, ние на другата страна имаме една политичка структура која што во минатите 6 месеци се занимаваше со правење блокади, блокирање на улици, тепање со полиција, политичка партија која што се занимаваше со манипулирање на јавноста, еклатантно лажење и внесување на насилен речник во комуникацијата. Тие, знаете, се закануваа до трето колено, до внуци, до правнуци. Коцевски беше предводник низ Велес, напред со мегафон и така натака и така натака. Ние одлучивме дека додека во СДСМ не се случат реформи, додека таму не остават простор за помлади и луѓе со капацитет, а ги имаат. Тоа е жално, ги имаат, ги познаваме во градот многу луѓе, членови и симпатизери на СДСМ, на кои што не им дозволуваат да дојдат до израз. Јас познавам лично одлични правници, магистри, технолози, со дел лично се знам, со дел ги знам низ градов како личности за кои што ми кажа дека е паметен, интелигентен во СДСМ. На тие луѓе не им даваат простор. Во Велес 20 години има само двајца луѓе од СДСМ, Пецо Стојановски и Јаце Коцевски, и луѓе кои што слепо околу нив се врткаат, но овие паметниве не им даваат простор да пркнат, за да не им бидат конкуренција, и ние се треба влеземе во дебата и во дуел со луѓе кои што 20 години сме ги виделе што направиле, и ние не на дебата, туку на пресконференција одат со низок речник, напаѓа, навредуваат на лична основа, омаловажуваат противник. И сега, зошто кога знам дека тој ќе навредува на лична основа, а нема да дебатира со аргументи, например, јас би ги запрашал нив, не господинот Коцевски, го запрашал господин Пецо Стојановски. Добро, вашата партија со Велес владееше скоро 20 години на државно и на локално ниво. Во тие 20 години во Велес се затворија десетици фирми и фабрики. 10.000 луѓе, од 20.000, 10.000 луѓе останаа без работа. Каде е вашата одговорност? Тај господинот Пецо Стојановски, тај господинот Јаце Коцевски бевте пратеници во тој парламент кога се бираа суди, кога се носеше закон за приватизација.
Што треба повеќе да дебатираме кога тие во моментот кога се направиле суштинските грешки на државата не почувствувале одговорност нити да се спротистават на таква политика, нити да се извинат за таква политика, нити 20 години сме ги слушнали да се спротистават, да кажат свој став за сите тие процеси. Сега, што треба да дебатираме? Да си дозволиме да се навредуваме? Не личи тоа, не е достоинствено. Ние излегуваме со програма, со пресметана вредност, секој проект со крајни рокови. Ти излегуваат со некој памфлет во кој што све што им дошло на памет, све ветили. Секој ден Коцевски во кампањата ветуваше по 20 проект. Знаете, кој ќе излезеше на пресконференција, ќе го направим ова. Јас си велам, дај еден ден да седнам да пресметам од прилика колку ќе чини тоа. Само едно ветување од тие 20 ветувања него му чинеше 3 милиони евра. Буџетот на општината не тежи толку. Сите 20 ќе тежат пове 10 години буџетите на општина Велес не може да се реализира. И се тука ќе треба да се надмудруваме зашто? Затоа што еклатантно се обидуваат да го изманипулираат народот, затоа што еклатантно се обидуваат да го залажат. Одат по градот, ветуваат, ќе ги менувале азбестните цевки. Коцевски беше градоначалник 10 години, Стојановски Пецо беше директор на ДР. Тие го земаа кредитот, тие го користеа кредитот. Ги прашувам отворено, зошто не ги заменија цевките со покачената цена на водата? Допарва ли сега, после 15 години од кога го земавме кредитот, ќе ги менуваат? Не знам, ветувале во Рамина ќе им помогнат. Додека ја раководеа општината, еден денар не одвои. Не личи, немаат отчет што се работиле. Гледам се фалат со фасади, со 2 споменици, 2 фонтани и ликовен салон. Не е тоа проблем на Велес. Убаво е, нека, нели? Да. Ама 9 години да изгуби градот само за тоа. Другите градови направија индустријски зони, другите градови се реорганизира, урбанистички се развија, се проширија, стадиони се реконструираа, спортски клубови се направија. Велес направил 3 фасади, 1 ликовен салон и 2 фонтани. Не е тоа успех. И затоа ние велиме, ние ќе се тераме нашата работа, вие терајте си вашата работа. Граѓаните на крај ќе одлучат дали ние имаме кредибилитет со нашите дела зад нас или вие имате кредибилитет со вашите лажни и празни ветувања. Господин Диновски, ова не е емисија во која што имаме намера да во најмал дел да влијаеме на се тоа нешто ќе се случува на 7 април, меѓутоа е емисија во која што можеме слободно, односно можете вие да си го кажете вашиот став во делот на тоа кои се оние позитивности на кандидатот на коалицијата која што ја представувате, тоа е ВМРО да помене заедно со своите коалициони партнери од коалицијата за подобра Македонија. Што е она што Чадиев го прави, скале по 2 повисоко или подолу, условно речено, од Коцевски? Да, дел од работите во другите прашања ги спомнав, но еве за да го конципирам убаво и јасно, би го потенцирал следното. Прво, Славчо Чадиев е народен човек. Значи нема место во градот кај што не можете да го видите. Второ, пргав е, практично иако е дупло повозрасен од мене, не дупло, но може и родител да ми биде. Таа енергија што ја гледам кај него, посветеност во работата, времето што го одвојува, некогаш е тешко да се следи во темпо. Јас знам дека тој ќе биде градоначалник кој што ќе работи минимум по 12 сати во денот. Не му представува терето. Трето, е отворен човек. Јас не познавам некој да ми дошол да ми се пожали дека Славчо Чадиев не го примил или не разговарал со него. Сум го гледал да разговара од интелектуалци, од професори на факултети до со луѓе кои што работат како одржувачи на хигиената во нашиот град, за разлика од Коцевски кој што е сосема друг профил. Тој е еден тежок човек кој што тешко се стапува во контакт, кој што си стои на своето. Знаете, дека беше градоначалник, не може секој да влезе во општината. Понатака, господинот Чадиев зад себе има сериозен тим на луѓе. Не има 20 пратеници од ВМРО да помане, тоа го потенцирам неколку наврати, ние целата доверба и поддршка и целиот кредибилитет го вложуваме заради тоа што сме сигурни дека ќе биде добар градоначалник. Ја има поддршката од премиерот Никола Груевски и лично и професионално. Ја има поддршката од Ставревски, од Пешевски, од Веле Самак, од Миле Јанакиевски, министри кои што можат да помогнат на нашиот град. Господин Чадиев го има мнозинството во Советот. Тоа го објаснивме дека ќе биде фантастично тешко градот да функционира со мнозинство од една страна, а градоначалник од друга страна. Се сеќавате еден период имавме таква ситуација. Целата работа на општината се сведе на препирки помеѓу Советот и градоначалникот. Тоа ја не се посакувам да ни се случи во нашиот град. Господинот Чадиев има поддршка од, како што рековме, огромен број на интелектуалци,
и успешни луѓе во нашиот град. Тој најави дека ќе формира совети за функционирање на општината, економски совет, економско-социјален совет, совет кој што ќе се грижи за спортот, за културата и така за образованието во нашиот град, значи сите оние помошни работи тела на интегрирани практично на начин на кој што и ВМРО да помага работи. Ние и програмата дека ја пишувавме, не седна двајца луѓе или еден сам да ја напише или да ја препише, значи стотина луѓе беа во нашиот град вклучени, од професори во средно образование, професори во основно образование, уметници, архитекти, градежни инженери, економисти, правници и така натака. Луѓе кои што се занимаваат со комуналниот ред. Така да јас сум многу убеден со целата поддршка што има господин Чордиев од владата на Република Македонија, наспроти тоа што Коцевски и неговата партија најавуваат дека ќе даваат отпор на владата, со мнозинството во советот, со поддршката од пратениците, со поддршката од овие сите луѓе кои што ги споменавме, дека многу пати ќе биде поуспешен и подобар градоначалник на Велес од господинот Коцевски. И сосема за крај, што очекувате, мирни, фер, коректни, демократски избори во рамките на вториот круг или? Јас се надевам на мирни, фер, демократски избори, иако гледам дека другата страна нервоза покажувате, пред некој ден имали таму внатре некои потешки, посериозни инциденти, може тоа да имплицира односи кон другите луѓе, така ние на сите наши активисти сме им дали стриктна наредба, задача да се дистанцираат од било какви проблеми, од било какви провокации, да се потрудат максимално изборниот ден да помине фер и демократски, да внимаваат на евентуални злоупотреби. Се надевам дека и другата страна, иако е јасно, ја да подсетам, пред 4 години разликата во првиот круг беше многу поголема помеѓу Коцевски и Петров, сега е практично дупло помала, мислам дека и на другата страна е јасно дека во вториот круг очигледно е кој ќе биде победник. Се надевам дека тој притисок нема да создаде нервоза на денот на изборите. Сепак институциите покажаа капацитет да ги спроведат изборите и на крај верувам и да има обиди, мислам дека и граѓаните и институциите ќе знаат тие случаи да ги изолираат и да не станат поинтересни. Во секој случај тоа е најважно. Господин Димовски, благодарам за учествието во Фокусот. Ви благодарам и вас за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на емисијата или политичкиот магазин во Фокусот. Ви благодарам на вниманието, останете понатаму со програмата на телевизија Канал 21. Добра ноќ.